економскиот развој на градот, борбата со невработиноста и подигање на стандардот на градот. Значи, во нашата агенда од пред неколку години отпочна процесот за формирање и создавање на, прво формиравме сектор за локален економски развој и правење на адаптација на услови за подобрување, за подигање на инвестиции во нашиот град. Меѓу другите активности кои преземаме во изминатиот период, успеаме да направиме две индустријски зони, така би ги кажал, стопански зони, од позиција што земјиштето, кое е било од земјоделско земјиште, сме го трансформиране урбанистички со процес на урбанизација, односно донесување и промени, прво на генерален план во некој дел, тоа е казарната, а директно со акт, заедно со транспорт и врски, направиме трансформација на 60 хектари на земјиште во атарот на Речица, или така познат Детойл комплексот, одма до автопатот 7-8 километри, негде прилike од Куманово, од центарот на градот. Значи, сакам денеска да ви презентираме и да ги кажеме поволностите што локалната самоуправа, општина Куманово, ќе ги понуди на своите стопанственици. Претежно размислуваме за наши домицилни градски инвеститори. Не е ова роу-шоу, не е нешто да донасаме страни инвеститори, не е забрането и за страни, меѓутоа нашата примарна цел е домашните наши кумановски инвеститори да ги подобрат условите за работење, да ги прошират своите капацитети, да имат нови вработувања и да имаме поголем раст на индустријското и раст на економијата. Значи, денеска моите соработници од сектор за урбанизам и комунални дејности ќе ви презентират две локации кои во моментот се предмет на разговор. Ќе отвориме во наредни 2-3 години уште 2-3 локации. Овој момент ќе збориме за овие две локации кои во нареден период ќе бидат дел од електронска аукција за отуѓување на градежно неизградено земјиште под поволности кои 1 евро квадратен метар почетна цена, со комунали кои се 0,5%, значи само евиденција и она што како општина сме зацртале во наредниот период да помогнеме на нашите инвеститори во однос на зголемување на инвестицијскиот капацитет, односно зголемување на вработување во нашата општина, која е од еден град гигант индустријски во минатото, кој имаше над 40.000 вработени, додеме во град Загубар, имаме активно вработени 11.800-12.000 луѓе, со што дефинитивно и текако потребата од овакви проекти се назира, се гледа и мислам дека е од исклучително значење и важност за општина Куманово. Значи, презентацијата ќе ја прави секторот Злате поточно. Меѓутоа, сакам само да ви кажам дека се работи за две локации, кажав, касарната Христијан Тодорски Карпуш, лево од позицијата на преко пута на касарната Бороменков, на влезот од лева страна имаме 6 локации, значи се работи за парцели во големина негде од 8.000 до 12.000 квадратни метри, со патна асфалтна инфраструктура, и се работи за локација, што кажа Речица, односно комплексот од Детойл погоре на петката за Речица, каде имаме позиција на негде 60 хектари или 600.000 квадратни метри. 4 локации од тоа е продадено од Министерство со директна нивна спогодба, меѓутоа останатиот дел од локацијата е преземена од општина Куманово со законот за дивестирање, односно давање на менаџирање на градежно неизградено земјиште, и еве оваа прилика ја користам да ги понудиме сите тие локации. Првите 5 локации е објавени, тие се објавени, значи сигнализирани се, објавата тече. Овие локации кои се во касарната Карпуш 5 ќе бидат објавени во тек на наредната недела. Имаме некои проблеми, бидејќи
додируваме до некој приватен имот со некои мали површини за кои треба да имаме толкување од Министерство за транспорт и врски за докомплетирање. Значи, на парцела од 10.000 квадрати имаме појава на приватна собственост од негде 20-50 квадрати метри, што на некој начин ја оттежнува постапката, меѓутоа има предвидени и во такви ситуации законска регулатива предвидува како се решава тоа, така да најверојатно и тие локации ќе бидат пуштени. Се надеваме дека до крај на ноември сите 56 поточно локации ќе бидат пуштени, со тоа што мора да ги знаете овие услови. Многу луѓе сега покажуваат интерес да купуваат по 2, по 3 локации, не знам да ги соединуваат. Значи, правилото број 1 во овие услови, ќе ги објасни секторот, е следното. Значи, локацијата не може да биде изменуван со ниједна промена детален урбански план. Таа што е добиена, намената мора да биде таа, за година дена треба да изрази техничка документација, за 3 години мора да изгради, во супротно со закон му се одзима, ќе биде депозит, бидејќи да не се ствара, ќе има програма за вработување. Затоа има 0 комунали и затоа локалната самоуправа сега преко регионот успеавме да направиме проект за инфраструктура комунална за зоната во Речица, кој офаќа пристапен пат, значи до влезот на самата индустријска зона, водоводна, снабдување со водоводна мрежа и канализациона мрежа, и енергетиката не е дел на локалната самоуправа, тоа самиот инвеститор ќе го решава со ЕВН, и се надевам дека тоа ќе биде еден добар предуслов да ги заинтересира инвеститорите за откуп и отпочнување со градот. Бидејќи многу се шпекулира во последно време дека некои ќе земат по 5 локации, не знам овие ќе се појавуваат, не знам оние ќе се појавуваат, значи да бидеме у старт на јасно. Значи локацијата може за една фирма со програма за 3 години изградба и програма за активност и бројно обработување. Тоа е услов кој ќе биде составен дел од договорот при подпишување на продажба на земјиштето. Аукцијата мислим дека ќе биде за колку дена? 45 дена. Процедурата е таа. Гаранција ќе биде 30% од вредноста на парцелата. Имаме од почетна цена, значи ако е 10.000 евра или 15.000 евра почетна цена, депозитот ќе биде, и ако се откаже придобивање, се губи депозитот. Сакаме ради сигурноста и елиминирање непринципиелни понудувачи да поставиме и банчена гаранција до 5.000 евра на секоја парцела која се враќа нормално, за да не се ствара конфузија и кошмар, бидејќи многу пати ќе бидат на иста позиција на 2-3 локации распоредени работите. Затоа треба да добиеме согласност од Влада Република Македонија за специјални услови. Тоа може го направиме, меѓутоа овие првите ќе ги пуштиме, првите 5 ќе одат одмah да видиме интерес од граѓаните, и на некој начин еве моето обраќање и вашето присуство денеска ми дава една силна гаранција дека сте заинтересирани за ова работа, не сте бадијала дојдени овде, сте оставиле производство, на некој начин покажува интерес, и се надевам дека тоа ќе биде една добра приказка и вовед во еден период каде Куманово ќе почне економски да се дига, да направиме раст, бидејќи, како што кажам во претходниот дел во излагањето, Куманово се наоѓа во една стварно незавидна економска состојба. Од таа позиција која сме биле како индустрија, овој момент се наоѓаме на дното на економскиот развој. Сушност и Македонија се наоѓа во една таква слична состојба во однос на регионот. Сметам дека ние треба да дадеме допринос во тој правец, да го подобриме стандардот на граѓаните и да направиме услови за нашите идни генерации да стварат среќна иднина и подобра иднина за нив и за сите нас во градот во кој живееме. Да сте живи и здрави, а толку имам да се обратам.